Со 14 милиони денари, општина Куманово годинава ќе ги поддржи културните манифестации што ќе се организираат во градот. Според раководителот на одделението за култура при општина Куманово Цоки Ристовски, општината изминатите години финансиски поддржувала околу 80 културни настани, меѓу кои има и традиционални за кои секоја година се одвојуваат средства од општинскиот буџет. Финансиските средства планирани во буџетот на општина Куманово согласно програмата за културни манифестации ќе бидат распределени на јавен повик со јасни и прецизни критериуми за прераспределба на средствата, со што ќе биде целосно запазено буџетското начело за транспарентност, а на истиот јавен повик може да се пријават здруженија на граѓани и фондации. Ова година ќе одиме со јавен повик, кој што најверојатно ќе се објави до крајот на јануари или во почетокот на февруар месец, каде што ќе имаме повик до сите здруженија, односно културни манифестации кои што сакаат да влезат во годишната програма, да аплицираат, да поднесат барање и врз основа на комисијата која што ќе ги разгледа нивните барања, ќе одлучи која манифестација со колку финансиски средства ќе учествува. И искуство од претходните години, значи ние помагаме или поддржуваме културни манифестации измеѓу 70 и 80, од кои што некои се со поголем, така да кажем, габарит или се поголеми манифестации, кои што бараат поголема организација и поголеми финансиски средства, и некои културни манифестации или одбележување на наставни личности, кои што се од помал обем и не бараат толку многу финансиски средства. Од општина Куманово посочуваа дека при изготвување на годишната програма се водела сметка за правична застапеност на етничките заедници. Во изминатите 15 на години, кога што еве јас сум раководител на одделението за култура и кој што ги поддржуваме културните манифестации, традиционално со манифестациите кои што ги поддржуваме со одредени финансиски средства, кои што гледаме да застапиме нели и сите етнички заедници и од сите верските празници. Така да најверојатно и оваа година комисијата која ќе одлучува ќе ги има и овие работи во предвид. Детскиот ликовен камп Асном, маскембалот Батко Ѓорѓија, одбележувањето на 11 октомври, 11 ноември, фолклорната смотра, одбележувањето на Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа, Денот на независноста на Македонија и многу други настани се само дел од проектите во кои се вклучени сите етнички заедници, деца и младинци од секое општинско училиште и културно-уметнички друштва.